Со мене во студиото е мојата драга колешка Слободенка Јовановска Жижи, една од најдобрите новинарки кои се занимаваат со надворешната политика, меѓу другото, на Македонија сите овие години. Жижи, добро утро. Добро утро. Се разбира дека темата ни е последниот самит во Софија, на овој берлински процес, каде што некако се создаде во последните 10 дена една таква неочекувана ситуација за која мислевме дека сме ја надминали, дека оди во некаков конструктивен правец уште пред 2 години кога се потпиша тој бугарско-македонски договор за соработка, меѓутоа излезе дека не е така. Какви се твоите првични впечатоци после оваа вчерашна да кажам манифестација, тој собир седми поред од берлинскиот процес кој го преседава Македонија и Бугарија? Вака, Сашо, ќе те коригирам веднаш, не беше ова неочекувано. За нас што следиме надворешна политика, ова беше многу очекувано. Мислам дека последните 2 години тоа го предвидуваше и владата и дека они внимаваа упорно да не направат некој чекор што може да биде злоупотребен од Софија. Едноставно кажано, ние знаевме дека Бугарија ќе не блокира и се трудевме да го превенираме тоа. Меѓутоа се покажа дека суетата на бугарската нација е поголема и едноставно прв пат се најдоа во ситуација на некоја земја да ја демонстрираат сила. Така што јас искрено речено вчера не очекував ништо. Се гледа дека они се влезени во политичка кампања, дека преку нас сакаат да собираат поени, да се поправаат рейтинг. Протагонистите во смисла на изборите бугарски, што во смисла на изборите во март што ги имаат. Нив рейтингот им е сериозно загрозен. Бугарското општество ги отфрла и Борисов и Каракачанов. Мислам, Каракачанов веќе тоа се подразбира. Дума да не става, што ви. Да, тој ќе се бори воопшто да влезе едноставно, они се обидуваат да се спасат, користејќи теми што ги користат сите балкански националисти, се спуштија на ниво на национализмот во регионот и сега преку Македонија се трудат да си ги поправат шансите на изборите. Моите пријатели од Бугарија, колеги новинари, кои што се отфрлени практично од актуелната гарнитура, добри новинари кои што држат до професијата, од стране се едноставно кажуваат дека во моментов во Бугарија медиумскиот простор е како на времето на Груевски во Македонија, дека е диригиран и дека ова што се прави во Бугарија практично се прави заради внатрешно политички потреби. Едноставно, во бугарското општество не разбираат што сака да постигне владава со ветово. Ниту има сила да го истурка до крај, на сите ми е јасно дека нема да успеат во тоа. Ниту има сила, ниту имат аргументи. Аргументите им се, да речам, смешни и абсурдни. Вие да барате на некоја нација да именувате корен, да ја кажувате кој е и што е, мислам дека е тоа илузија. Во процес на евроинтеграција. Да, во процес на евроинтеграција. А да не спомнувам дека такво однесување од европска земја членка не се очекува. И мислам дека ова не беше неочекувано, ова беше многу очекувано. И ова беше видливо, ако се сеќаваш уште на пресконференцијата на Бојко Борисов, последниот пат кога беше во Македонија. Таа пресконференција беше полна со, како да кажам, со негативна енергија. После тоа беше Захариева во Македонија, незината пресконференција беше полна со нарачани антимакедонски прашања. Практично ни држаа лекции на пресконференцијата колку сме ние корумпирани, колку ние сме антибугарски, такви работи. Мислам, тоа беше све јасно дека ќе се случи. Јас предлагам, ако го имаме колегата Николај Крастев од Софија, да го... Николај, добро утро, ти имаме ли на линија? Добро утро, поздрави од Софија, разбира се. Николај, здраво. Николај е еден од колегите во Софија кои што со исклучителна компетентност, но и блискост кон темата ја следат оваа македонско-бугарска, како да кажам, Николај, афера која што се разви во... Таа е љубовна афера која трае 100 години, ама сега некако има некакви импликации, ескалации кои што, еве, колешката Слободенка Јовановска вели дека и не беа толку неочекувани. Која е твојата проценка за настаните вчера во Софија? Како помина целиот состанок? 7 часа чакахме да видим какъв ще бъде резултатот от срещата между двамата премиери, господата Заев и Борисов. Дълги преговори бяха тия, които се водиха в София.
под шапката на Берлинският процес. За съжаление, аз не съм много голям оптимист, но все пак ще кажа, че матчът се играе до последната минута и се надявам, че в един момент може да превлада в крайна сметка и така реалният интерес и реалните интереси в тази ситуация. Република Македония да започне преговори с Европейския съюз. Никола, јас од утринава, бидејќи ние почнуваме многу рано наутро, не успеав во суштина да дознам која е оваа најава што ја направи господинот Каракачанов дека имаме рок до петок, дека тоа што е договорено треба да се спроведе. Имате ли вие таму повеќе некаква содржина за тоа што всушност се очекува сега до петок? Не е Белки Каракачанов да очекува до петок да признаеме дека имаме бугарски корени, дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот, или има некакви други да кажам модалитети дипломатски кои што до петок треба да се спроведат од македонска страна? Ами, денеска сутринта господин Каракачанов участваше во една утрена емисија и там той кажа така много децидно и ясно, че трябва много наскоро Македония да разбере какви са българските искания. То е ясно, че в Македония всички знаят какви са българските искания и каза, че всъщност иска Македония ясно да отговори до петък. Каза, че Македония е чула българските аргументи по време на срещата в София и че господин Заев е разбрал това, което е българското притеснение. Не виждам как до петък може да се случи това нещо. Честно казано, не виждам. Но по българските медии имаше успринта дебати между представителите на ВМРО, на които са от управляващата коалиция, и на социалистите, които са в опозиция. Те са единни в своята позиция за това, че трябва да има така ясно отношение спрямо Северна Македония, но се различават по начините, по които да бъдат постигнати тези цели. Това е нещото, което тук трябва да се знае за вътрешната динамика в България. България предстоят избори и в момента ВМРО се опитва да постигне своите цели и да запази своето присъствие в българския парламент. Сепак е ВМРО на Каракачанов релативно маргинална партија на бугарската политичка сцена. Успева ли Каракачанов да авансира и да наметне оваа тема врз целото бугарско општество, па со тоа да си ги дигне и шансите за изборите во март? Честно казано не. Това не е централна тема за България. За България централна тема е COVID. Справянето с пандемията. Това е темата. Но той много упорито и неговите евродепутати и хора от ГЕРБ евродепутати много активно работят обаче в тая посока. Те искат да покажат, че тази тема е важна. Тя наистина има своето съдържание. За нас е важно, но не чак толкова важно. Не е в първите 3 теми за българското общество. Това трябва да сте наясно в Македония. Темата Македония в България е на 5-то или на 7-мо място в дневния ред на българина, казано най-общо. И най-големия интерес се предизвиква във Фейсбук и в социалните мрежи. Како и кај нас, секогаш е тој еден медиум. За крај да те прашам, Николај, може ли една оценка за позицијата на Борисов на престојните избори? Какви му се шансите? Дали може би тој со ова, како да кажам, инсистирање околу оваа компликација за Македонија, дали може би тој не гледа некакво авансирање на собствените шанси? Дали оваа тема не се стреми да ги замени вистинските проблеми во Бугарија? Оти и тука ние сме навикнати да нашите политичари, кога не сакаат да говорат за вистинските проблеми, обично се занимаваме со национализми, со македонско-албански односи, со не знам што и така натаму. Како е кајва ситуацијата и Борисов конкретно? Ами, имаше едно интересно изтражуване, едно интересно изследване в България само преди 2 дена, което показа изравняване на шансовете между партията на Бойко Борисов и социалистите. Практически е възможно партията на Борисов да навакса своето изоставане и дори да надскочи. На политическата сцена се появяват 2-3 нови партии, които ще видим как ще се развият.
Но интересното е, че партията на Слави, това е едно популярно предаване в България, 20 години беше това предаване, тази емисия. Да. Слави Той е Трифонов, телевизijski водител. Телевизijски водител и шоумен, така? Така е. Неговото влияние леко започва да намалява, което е интересно като ситуация, така социолозите регистрират. Той няма да има поне за сега тези 17%, по-малко, някъде около 15-14%. Ако това се запази, това означава, че няма да бъде толкова политическата сцена така скандалозна в България. Ще видим как ще се развие тази ситуация. Но темата Македония безспорно се използва в момента за предизборни цели, за повишаване на точките, които имат управляващите, но не от всички обаче. ГЕРБ не застава изцяло, освен министър Захариева, не застава изцяло на тази риторика. Другите министри мълчат, премиера Борисов не дава коментари по нея много, пази се, внимателен е. Той затова е и премиер, крайна сметка. За крај да те прашам, Никој, сепак за нас, барем за мене беше изненадување, што вчера Борисов одбра да го има Каракачанов до себе на Бергенскиот процес. Каракачанов, да, тој е подпредседател на бугарската влада и по функција е висок функционер, но е сепак министер за одбрана. Што бараше министерот за одбрана на место каде што се разговара за инфраструктура, трговија, економска соработка и така натаму? Како има ли такви некакви толкувања или сме ние пречувствителни овдека, па тоа така го гледаме? Тук в България никой не обърна внимание на това, че Каракачанов беше седнал на премиера Борисов. Напротив, просто се обърна внимание на разговорите, но не извън официалната рамка в България. Не прави впечатление това, че вице-премиера Каракачанов беше седнал до министър-председателя Бойко Борисов. Да, наистина, ако се прави анализ, вероятно човек трябва да се попита така, но министър Захариева не беше на линия, защото тя е в самоизолация заради част от екипа. Да. Николай Крастев, благодаря многу, како и секогаш многу корисно, информативно, нашиот колега од Софија, а јас со Жижи продолжувам на истата тема. Жижи, еве, слушаме и од Николај дека темата Македонија практично не е ни меѓу првите три теми. Да, тоа го кажува сите бугарски новини. Па може ли ние да бидеме некаква колатерала на една, како да кажем, релативно минорна партија бугарска, како што е ВМРО на Каракачанов, која успела да се наметне затоа што тоа е јазичето кој што ја одржува владата на ГЕРБ на Борисов. Може ли ние во ваков историски момент, кај нас додуше се е историја, сите моменти се историски, да бидеме баш жртви на таква една несреќна околност создадена околу изборите во Бугарија? Сашо, ние веќе сме жртва колатерална, значи нас преговорите ни се блокирани. Практично веќе трета година ни ги блокираат преговорите и проблемот е во тоа што колку и да е маргинален Каракачанов, проценките во Бугарија се дека резултатите се тесни и дека ова прашање може да помогне Бојко Борисов да добие 1 или 2% повеќе. Колку толку доволно е. Колку што како на пример тркава во Америка што пресудува нели ситни гласови. И затоа мислам дека вчера фактот дека Борисов се појави со Каракачанов беше порака дека он ќе оди до крај. Добро, ама тоа е една прилично значи, груба дипломатска. Нема што да очекуваме од Бугарија. До март. Да. Какви ќе бидат импликациите во Македонија ако до март нема што да очекуваме од Бугарија? Сега те прашувам и во смисла на политичките овдешни комуникации. Зависи од тоа како ќе се однесуваме ние. А ние ако продолжиме натаму да ја молиме Бугарија и да едноставно да покажуваме разбирање за тие нивни барања, да се само понижуваме како што правиме во моментов, мислам дека лошо ќе влијае на нас. Реално ние и да добиеме преговори во моментов, во Брисел нема никој. Брисел е празен. Не функционира Европската унија. Со кого ќе преговараме? На онлайн ќе преговараме? Мислам дека добро, важни си тие рокови кои што се закажани за први билатерални. Нашиот проблем е што во Европската унија изгледа дека сакаат да го спасат Борисов. Дека сакаат да му помогнат да остане на власт. Тоа е толку очигледно. Значи, вие последниот месец, последниве недели слушнавте Борел да каже нешто, вие го видовте вчера во археи дека постои. Пораката на Меркел беше куртоазна.
Значи, без оглед што се труди Германија, јас мислам дека во Брисел има некој си консензус да се спаси. Со други Борисов. зборови, сега им е попримерно да го спасат Како што им Борисов. беше едно време Макрон да го спасат, после тоа А нам ќе цело би ги време отворат спасуваат преговорите некога. Да, по а нас некој термин преговорите кога не стојат. Добро, они искрено знаат дека преговорите, еве, во моментов Србија и Црна Гора преговара, слушнал некој воопшто дека ништо се случува во тој процес. да. Они знаат дека 3 месеци ништо не значат за нашите преговори. Они знаат кога имаат проекција дека евентуално може некого да примат. И мислат, ај сега, Македонија, уште 3 месеци. Малку им е срам, очигледно, малку им е срам, затоа што Да. ова веќе предолго трае. И секогаш се И угледот завршува на Европска унија во Македонија е со срушен, некакви бидејќи ние немаме непристойности. проблем со Бугарија. Бугарија си е таква каква што си е. Ние имаме проблем со Европската унија, што дозволува вакви работи. Добро, Жижи, меѓутоа истовремено ние имаме проблеми со нашата перспектива која што е упатена на Европската унија ваква каква што е и ние живееме во тоа обкружување такво какво што е. Сепак морам да те прашам и нешто друго. Сепак ние недоволно брзо ги развиваме односите со Бугарија. На страна тоа е оваа точно. чиста политика која Да, што тоа е точно. кога ќе се сведеме на овој тип избори на избори, ние запаѓаме во проблеми бидејќи реалните области, бизнис соработки, обштествени соработки, инфраструктури навистина се влечат со Да, тоа е, со децении, тоа е точно. нема никаков Има напредок. некои од аргументите бугарски што држат. Така морам е. да кажам. Говорот на омраза држи. Сега можеме ние со денови да расправаме на што се заснува на тој говор. Мислам дека тој говор е испровоциран од бугарска страна. И може ние би е со важно да Грција се имавме каже 30 дека- години спор, па немавме говор на омраза голем спрема Добро, Грција. може би е важно да се каже дека од официјални места во Македонија сепак нема говор на омраза. Да, Има да. по медиуми и по фејсбуци што Да, што- претпоставам нигдека не може Што да се не е контролира. релевантно. Да. Значи, кога се зборува за говор на омраза, на ниво на министер за надворешни работи, како што го прави тоа Захариева, и оние изјави што ги броеше 15.000 негативи, тоа е шокантно. Тоа се изјави земени од Фејсбук. Мислам, реално не може да се повика, треба да се следи официјалната политика на една држава. Ти во една држава имаш спектар од различити мислења. Еве, ние видовме колку бугарски интелектуалци практично излегува со сосема различито мислење. И мислам, тоа е доброто во целата. Дали е тогаш рецептот да кај нас се намалат очекувањата и драмата Да. околу се тоа, Да. да се работи на практичните делови од договорот за добрососедство и да се дочекаат изборите во март и нова позиција на Европска унија, па да се види што ќе се прави со новата влада во Софија. Да, ние треба да ги оставиме да се оладат. Мислам дека таму сега има вжештени глави кои што едноставно си вежбаат политика на Македонија. Мислам дека треба да ги оставиме да се оладат и да би им покажеме дека имаме црвена линија. Ние не можеме истата епизода да ја преживуваме уште 30 години. Има ли тогаш некаква корист од ова инсистирање на опозицијата кај нас да се свикува собраниска седница Не, не, на не. ова, декларации Не, не, да се не, прават не. црвени линии, Не, или тоа само ќе придонесе нема на врска. дигање на... Не, едноставно, мислам, јас не зборувам за тоа ние да се караме со Бугарија. Јас зборувам за тоа да им даеме предлог компромиса, нешто што можеме да направиме. Па тој е компромис. овој non-paper, веќе тоа тоа и non-paperот го... беше тоа. Да им кажеме предлог. Take it or leave it. Ние сме спремни до овде да одиме. После тоа не. И точка. Мислам, затоа што вие приметувате дека секој ден на листата на бугарски барања се додаваат се нешто. додава. Они се во една влезени во едно лецитирање кој нешто полошо ќе побара од Македонија, кој нешто повеќе ќе не навреди. Мислам дека треба да се стави крај на тоа. Мислам дека ние веќе стануваме изфрустрирана нација, не можеме да трпиме волку малтретирање. Да, мислам дека како и при секои избори таму емоциите превладуваат и дека ќе се врати времето на рационалноста. Само е прашање што нам пречесто ни се случува да мора да одлагаме некакви датуми, а овдека сензитивноста е исто таква. Жижи Слободанка Ивановска, благодарам уште еднаш. Независен е многу корисно место за читање, вашиот портал и сајтот.